Градинарството е активност која што му помага на човекот да се врати кон природата. Бавењето со градинарство ја подобрува општата здравствена психофизичка состојба кај луѓето. Секоја градина е засебно уметничко дело. Секако, додека ја уредувате градината, внесувате и дел од својата креативност и фантазија и на тој начин од просторот создавате свое уметничко ремек дело. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Моторните масла Пенасол ги задоволуваат највисоките барања и спецификации на автопроизводителите, дозволуваат постигнување на максимална моќност, заштеда на гориво и обезбедуваат ефективна заштита на моторот. Германското масло Пенасол е идеален избор за вашето возило. Повеќе информации на телефонскиот број 02 3 109 258. Традиционално веќе по трет пат ќе го направиме нашиот конкурс за избор на најубава градина во рубриката Нашите градини. Знаете дека тука учествуваат градини кои сами си ги направиле своите собственици. Што значи дека немојте да се срамите, слободно пуштете слики од вашите градини или контактирајте не на следниве телефони, каде што ние заедно со нашата екипа ќе дојдеме, ќе ја снимиме вашата градина, ќе ја кажете вашата приказка околу градината и ќе бидете еден од конкурентите за избор за најубава градина за 2014 година во конкурсот на емисијата Гарден клуб градини. Како што знаете, тие што гледале и претходните 2 години од нашите спонзори, победниците беа богато наградени. Можеме да се пресетиме и на победниците во минатите 2 години. Се надевам дека и оваа година ќе биде добра конкуренција и навистина ќе ги одбереме победниците, оние кои навистина заслужуваат да бидат победници на нашиот конкурс Гарден клуб градини за 2014 година. Убавото сончево време секогаш асоцира на прошетки во природа и седење на отворено. За оние кои што имаат дворови, градини, тераси или пак едноставно викендички надвор од градот, сега е вистинско време за аранжирање на дворот. Можете да додадете и безброј декоративни елементи во вашиот двор или градина, или пак една ваква убава фонтана, која што е во мојата позадина, која што е дело на мојот колега Габриел Стидо. Низ светот постојат огромни градини со скулптури изработени од најразлични типови на цветови, кои што ги гради обмислува еден цел тим на дизајнери, но кога се работи за вашиот собствен двор, можете да создадете многу интересно катче од едноставни предмети. Можете да искористите стари чевли или чизми во чија внатрешност ќе поставите мала саксија со цвеќиња. Можете да ги употребите и оние градинарски гумени чизми кои ќе ги закачите на зид наместо обични саксии или пак вреки направени од стари фармерки. Исполнете ги со цемент или камења, а на врвот додете зеленило и цвеќиња.
Стар велосипед со корпи или столче од кое ќе го извадите перничето за седење, се уште неколку типови на предмети кои што можете да ги искористите за декорирање на вашиот двор и да создадете ваше мало царство. Миризливиот граор или Латхирус адората го носи прекарот кралица на едногодишните растенија, токму поради убавината на цветот, неговата прекрасна миризба и долгиот период на цветање. Најпознати се сортите Спенсер и Грандифлора, кои ползат по подпирачот со помош на ластари. Сортите Спенсер раѓаат големи цветови и може да пораснат во височина од 2 до 3 метра, зависно од условите за растење. Сортите Грандифлора даваат помалку, но многу помиризливи цветови. Граорот со средна височина, например сортите Нихај и Снупеа, може да станат и добра покривка за почвата, доколку се одгледува без подпирач. Меѓу џуџестите типови граор ценети се Pink, Cupid и Patio Mixed. Во краиштата со блага клима, сеидбата се извршува во средината на есента, а во постудените предели доцна зиме или рано напролет. Постапката е сосем еднаква и во двата случаи. Садниците, а подоцна и растенијата, треба да се заштитат за да не ги изедат глувци. Семето на миризливите граори може да има различна боја, од светло-жолта до црвена. За да зарате полесно, со нож засечете го семето со потемна боја и отстранете го делот со лушпата наспроти окцето. Семето може да се потопува за да се постигне побрзо ртење, но во таков случај треба да се внимава да не изгние. Посејте го семето во плитки метални садови за сеење или во саксии и тоа 1, 2 или 3 семиња во секој сад. Искористете стандарден компост за сеидба или компост за сеидба без глина. Кога садниците ќе достигнат височина од околу 3,5 см, пресадете ги во поединечни саксии со пречник од 6 см. Типовите што се посејани на есен треба да се скратат само ако во текот на зимата не развиле странични фиданки. Секогаш кога е можно, па дури и за време на слабите мразови, чувајте го рателиштето откриено, за да станат растенијата поотпорни.
Миризливиот граор најдобро успева на сончеви, отворени места, на добро дренирана почва, богата со хумус. Прихранувајте го секои 14 дена и редовно отстранувајте му ги пресветаните цветови за да поттикнете континуирано цветање. Веќе зборувавме за тоа дека пријатно место за семејна градина можете да направите и на многу мал простор. Доколку немате на располагање простор, ниту пак тераса, живеете во урбана средина, во зграда, не очајувајте. Постои едно идејно решение кое што се нарекува минијатурна градина. Минијатурната градина е иста, има исти карактеристики како и секоја друга градина. Ваше е само да осмислите еден интересен пейсаж за оваа градина и да се впуштите во едно интересно и релаксирачко искуство. Повеќето луѓе, жители на урбаните градски средини, немаат можност да бидат сопственици на големи, раскошни градини. Фактот што живеат во згради е уште една причина повеќе што не можат да си го приуштат ова мало сладко задоволство. За среќа, за сите љубители на природата постои едно интересно и нетипично решение, а тоа е минијатурна градина. Минијатурната градина, поставена на специјално одредено место за неа во домот или канцеларијата, дава шанса да се радуваме и грижиме во секое време, а исто така и да си го намалуваме стресот и нерасположението од секојдневните случувања. Кога станува збор за минијатурна градина, не е добро да ја мешаме со бонсаи. Тоа представува вековно искуство во кое одгледувачот влијае врз животот на растението за да постигне одредена цел. Меѓу другото, не е убаво бонсаито да биде злоупотребено како декорација на минијатурна градина, бидејќи самото представува приказна за себе. При изборот на растенија за минијатурни градини треба да се користат оние со минијатурни димензии, а според потребите тие може да бидат лисно-декоративни, цветно-декоративни, сукуленти, папрати и слично. Секој индивидуално одлучува што ќе засади, тоа што ќе му причини најголемо задоволство. Садот во кој би се одгледувала минијатурната градина се одредува според местото со кое располагаме и според индивидуалната желба. Важно е садовите да се плитки, за да не ја нарушува целокупната композиција со својата габаритност, ставајќи ја градината во втор план. Во поглед на материјалите од кои се направени садовите, погодни за ваков тип на градини ги има многу. Најдобри ефекти се постигнуваат ако се изберат садови од природни материјали. Растенијата што се предвидени за минијатурна градина може да ги насадиме на неколку начини. Може да се засадат сите заедно во големиот сад предвиден за минијатурната градина, а исто така може да се засадат индивидуално секое растение посебно во малечка саксија, заедно во големата саксија. Обично се практикува растенијата да се засадуваат во посебни саксии само ако има видови кои имаат потреба од различни услови. Покрај растенијата, како дополнителни декоративни елементи во овие градини се користат камчиња, песок, скулптури, детски играчки со минијатурни димензии и други предмети кои би придонеле за пореално прикажување на некој пејзаж или дел од градина. Во поново време се користи и водата како детаљ од минијатурните градини, така што во самите садови се вградуваат така наречени тейблтоп фонтани. Како и сите градини и кај минијатурните градини може да се применуваат најразлични стилови. Така, градините тука може да бидат од најобични пустински предели подигнати од песок, камчиња и неколку сукуленти до најразгранети дождовни шуми. Како и сите градини, така и минијатурните градини се живи организми кои непрекинато се менуваат, поради што треба постојано да се негуваат. Редовно треба да се кројат и отстрануваат исушените делови, да се полеваат редовно со помали количини вода.
Најважно е да се одржува хигиената во почвата и да не се дозволи појава на инсекти, затоа што борбата со нив на оваа ограничена површина е многу тешка. При одгледувањето на зачинските и лековити билки, секогаш треба да водите сметка да им одберете услови кои што ќе бидат слични на оние кои што ги имаат во природната средина. Само така ќе имате здрави, силни и убави билки. Нане или мента е билка која што е распространета скоро насекаде во светот и се одгледува поради нејзините одлични зачински и лековити својства. Листовите и стеблинцата кај нането и сите други надземни делови се безбедни за конзумирање, бидејќи се многу лековити. Листовите и стеблинцата од нането можат да се собираат налето, непосредно пред неговото цветање. Нането е трајна зелјеста билка со темно-зелени зашилени листови и виолетов цвет. Во природата расте на влажни места. Оваа билка е посебно ефикасна во лечење на проблемите со дигестивниот систем. Маслото од нане ги опушта мускулите на дигестивниот тракт, ги ублажува грчевите и помага при варење на храната. Етеричното масло од нане се користи за ублажување на болки при убоди од инсекти и го намалува јадежот. Ментолот ги стимулира нервите кои се рецептори за студено и истовремено ги смирува оние нерви кои се детектори за болка. Во случај на настинка, нането го намалува воспалението на дишните патишта и овозможува полесно дишење. Чајот од нане помага за намалување на анксиозноста, несоница, главоболки, а помага и при стеснување на бронхиите кај астма. Листовите на оваа билка се берат кога 1/3 од цветовите ќе се отворат, поубаво и сончево време, затоа што тогаш билката содржи најголемо количество етерични масла во себе. При првата берба целата билка се коси на висина од 5 см. Се остава 3 до 5 часа да се суши на истото место каде што растела. Потоа, листовите рачно се одвојуваат од стебленцето и се носат на сушење. Сушењето треба да се случува на температура од 40 до 45 степени Целзиусови или едноставно се остава на суво место со јака промаја да се суши 4 до 6 дена. Нането наоѓа широка примена во фармакологијата и парфюмеријата. Се користи и како благ седатив. Етеричното масло од нане се добива од гранчињата на оваа билка кога се во полн цвет. Етеричното масло се добива со дестилација со помош на водена пареа. Добиената течност е жолтеникава, лесно подвижна, со карактеристичен мирис на ментол, со вкус кој истовремено пали и лади. Ако маслото содржи 48% ментол, се смета дека е исклучително квалитетно. Меѓу другото, нането се користи и како одличен антисептик. Хорти Дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Најголем избор на опрема и алатки за уредување и одржување градини од најпознатите светски брендови во салонот на МТД Градина, трговски центар Олимпико. Ресторани има многу, ама само еден е специализиран за добри свадби. Ви го препорачувам ресторанот Гламур. Комплетно нов амбиент, лоциран на улица Првомајска, спроти цементарница Усје. Капацитет 340 гости. Резервации на 078 30 50 43.
Традиционално веќе по трет пат ќе го направиме нашиот конкурс за избор на најубава градина во рубриката Нашите градини. Знаете дека тука учествуваат градини кои сами си ги направиле своите собственици. Што значи дека немојте да се срамите, слободно пуштете слики од вашите градини или контактирајте не на следниве телефони, каде што ние заедно со нашата екипа ќе дојдеме, ќе ја снимиме вашата градина, ќе ја кажете вашата приказка околу градината и ќе бидете еден од конкурентите за избор за најубава градина за 2014 година во конкурсот на емисијата Гарден клуб градини. Како што знаете, тие што гледале и претходните 2 години од нашите спонзори, победниците беа богато наградени. Можеме да се пресетиме и на победниците во минатите 2 години. Се надевам дека и оваа година ќе биде добра конкуренција и навистина ќе ги одбереме победниците, оние кои навистина заслужуваат да бидат победници на нашиот конкурс Гарден клуб градини за 2014 година. Почитувани гледачи, ја гледате третата емисија од серијалот наменет за јапонските градини. Ова е една катана која исто така дел од јапонската култура. Тоа е едно оружје, меѓутоа нашата емисија е миролюбива и е наменета за естетика, односно за убаво уредените градини, а овој пат, како што кажав, разговараме за јапонските градини, каде што имаме гостин, како и во минатите емисии. Гостин ни е Лидија Ристовска, магистар за пејзажна архитектура, која има дипломирано во Јапонија. Веќе препознатливо лице. Ова емисија е наменета за аристократските градини од Хејан периодот. Кога всушност разговараме за Хејан периодот, кој е тоа всушност за време и со што се одликува? Хејан периодот започнува некаде во 8 век и трае до 12 век. Овој период, најзначајно за овој период е тоа што доаѓа првиот бран на влијание, културно влијание од континентална Азија и тоа најмногу од Кина, а во одредена мера и од Кореја. Кога кинезите за прв пат дошле во Јапонија да ја шират својата култура, тие го носат со себе и кинеското писмо. До тогаш јапонците не пишуваат, го имаат говорот, јазикот, меѓутоа немаат писмо. И од тогаш започнуваат да ги користат канџите како букви за пишување, како знаци. Значи, доколку почнат да се расправаат еден кинез и јапонец, слободно кинезот може да му префрли на јапонецот дека тие биле писмени пред нив, односно кинезите биле писмени пред јапонците. Например, кинезите сметаат дека се тие најстарата цивилизација во целиот свет, така што меѓутоа се уште има некои спорни моменти тука дали африканците биле први или кинезите. Да си се вратиме ние на јапонските градини. Да, тие покрај писмото со себе ја носат и религијата, односно будизмот го внесуваат во Јапонија, а исто така и уметноста, во главном сликарството и поезијата, како еден начин на себе изразување, а меѓу другото и најважно извршуваат влијание, односно ја носат и уметноста на пейзажното уредување со себе. Аристократската класа во Јапонија во тоа време се многу мохни финансиски и просторно, да кажеме, со оглед на тоа што нивните површини, односно парцели во споредба со обичните луѓе биле многу поголеми. Се простирале негде нивните парцели на површина од 120 на 120 метри квадратни и тоа биле навистина огромни пространства и имоти. Во Хејан периодот исто така се развива шинден стил на архитектура, се нарекува тоа. И шинденот представува една централна просторија, која што е сосема отворена внатрешно, а од надврешните страни е затворена со дрвени покривки. Централната просторија подоцна се протега во П форма со павилјони негде до средината на парцелата и значи целиот затворен простор зафаќа од прилика околу 1/3 од целата парцела. Останатите 2/3 се резервирани за градината во
Значи, јапонците уште во тоа време големо значење давале на градината, затоа и овозможувале и давале толку голем простор за да се развива една градина. Да, оние кои што се разбира можеле да си го дозволат тоа, бидејќи нели паралелно зборувавме во истата емисија, обичните луѓе имале така, овој пат разговараме за аристократските градини од Хејан периодот. Така и во тој период луѓето кои што можеле да си го дозволат тоа, огромно внимание посветувале на градините и на уживање во самата градина. Тоа е единствениот период во јапонската историја кога луѓето активно ја уживаат градината и ја користат од хедонистички причини, апсолутно хедонистички причини. Во тоа време аристократската класа сакала да се бави со префинети нешта. Кога разговараме, значи, за аристократските градини, што се случува со естетскиот концепт наречен мијаби? Колку тој е внесен во самите градини? Во голема мера е внесен, значи тој концепт се јавува во Хејан периодот и во основа означува една префинетост, елеганција и едноставност, односно убавината која што произлегува од сето тоа. Меѓутоа, мијаби концептот за естетика го има и во облекувањето и во другите делови од начинот на животот, но е специфичен и во самото уредување на градините. Да, тој се одразува на сите културни аспекти, меѓу кои и градината. Како резултат на тоа, градините во Хејан периодот не се богато декорирани, туку се оди на една префинетост и елеганција, така да ја наречеме. Во основа градините во тоа време секогаш имаат присуство на вода, тогаш за прв пат почнува употребата на водата, а тоа произлегува од самиот град Киото. Значи во тоа време главен град бил Киото, односно Хејан-кјо, како што се нарекува на јапонски. И тој е обкружен од три страни со планини, од север, исток и југ. Само во југозападот има простор каде што водата би истекувала и нели нормално водата. Значи овие слики сега што ги гледаме моментално се од тој град, од бившиот главен град на Јапонија. Да, меѓутоа немаме фотографии конкретни од градини кои што се зачувани од Хејан периодот. Во моментот се ископуваат две градини од Хејан периодот. Меѓутоа, толкувањата на овие градини произлегуваат од стари слики кои што историски ги има во музеите во Јапонија. И голем број на истражувачи исто така ја проучувале и литературата каде што има детални описи на овие градини. Лидија, каква улога има водата во самата јапонска градина, бидејќи од овој период започнуваат нели градините кои, како што кажа, веќе имаат големо присуство на вода и всушност како треба да биде поставена самата вода во однос на градината и какво значење всушност има таа? Значењето и символизмот на водата се менува со времето во различните стилови на јапонски градини, меѓутоа токму во Хејан периодот значењето на водата е огромно, од тој аспект што прво и основно представува престиж да се има вода во градината. Таа секогаш истекува, значи извира од северо-исток во секоја градина, тоа е правило кое што е запишано и сите стриктно се држат до тоа, од проста причина што е конфигурацијата на теренот таква, пак ја повторам. Водата секогаш започнува со едно мало поточе, кое е целото искривено и поминува под самата шинден структура и кога ќе стигне шинден структура, тоа се платформи. Платформи, да. Добро. Така, поминува под платформите и се влева во најјужниот дел од градината, секогаш има едно огромно езеро, вештачко езеро, кое што зафаќа отприлика 1/3 од целата парцела, од целата дворна површина. Во централниот дел на ова езеро има остров, најчесто во секоја од тие престижните градини имало остров, кој што со мостови бил поврзан со брегот. И може би пагода има на островот, све зависи од тоа. Во тоа време се уште пагодата не била развиена како структура во јапонските градини. Во тоа време водата и водните површини биле користења за пловење со сплавови и аристократите од Хејан периодот
пловеле низ водата, најчесто навечер ги организирале своите забави, каде што имале активности од типот на наблюдување на звездите или рецитирање на поезија на самата вода. Значи, романтиката уште од тоа време била во Јапонија на високо ниво. Така, да. Исто така во овие градини помеѓу водната површина и шинден структурата има големо пространство од бел песок кој што најчесто се користи се користел за игри или за организирање спортски надпревари или некои специјални церемонии кои што се одржувале во тој период. Многу истражувања кажуваат дека во Хејан периодот, освен што настанале тие прекрасни аристократски градини, настанале и се одвоиле како посебен правец и религиозните градини. Како дошло до тоа? Пред самиот крај на Хејан периодот, во Јапонија влегува ново влијание, религиозно влијание, односно нов правец на будизмот, Pure Land будизмот. Централната фигура во овој правец е Амида Буда и таа секогаш била поставувана во градините на исток и била обиколувана и покривана со шинден структури. Градините во овој Pure Land будизам се многу слични на аристократските градини во таа смисла што ги имаат истите структури и истите структурни елементи. Значи има шинден, кој што е главната структура и која што секогаш е поставена на исток, која што го вдомува божеството Амида Буда и е поставена на исток кој што символизира светилиште, односно ја представува небесата. Еве таква паралела може да направиме со западните религии, а западниот дел од градината секогаш го представува земниот свет, каде што е нечисто. Меѓу овие два простори секогаш има водна површина, која што ги дели земното од возвишеното, а преку нив има мост кој што го символизира чистилиштето, каде што душата физички никогаш не се преминува преку тој мост, меѓутоа душата човекова патува низ овој мост, така се прочистува и има дозвола, да речеме, да влезе во пресветото место. Овие градини немаат голем број на орнаменти, меѓутоа имаат една префинета елеганција која што исто така се јавува во аристократските градини и се навистина места кои што нудат огромен спокој кога ќе се посветат. Барем јас така ги доживеав. Почитувани, ова беше се од третото издание за јапонските градини. Во следното издание ќе се запознаеме јапонските градини во Камакура ерата, односно ерата на самураите. Тоа беше се како што кажав од ова издание. Им благодариме на семејството Кермичиеви кои се наши домаќини во овие три емисии. Се гледаме во следната сабота во 12:30 часот со нови теми, идеи и предлози.